Почитувани ученици, добре дојдовте во училница, предмет биологија, 8 оделение. Низ овој час ќе ве води наставникот Олгица Бајалџиева од Основното училиште Петар Попарсов, Скопје, општина Карпош. Ќе се запознаеме со наставната содржина протеини од тема 3 добивање на храната. Основните цели на ученикот за овој час се следните: да ги воочи состојките на балансираната исхрана и незините функции, да разбере зошто се важни протеините во здравата исхрана, да се разбере нивната важност во улогата на растот и обновувањето, а воедно и да се разбере врската меѓу начинот на исхрана, активноста и здравјето. Минатите часови се запознавме со составот на избалансираната храна, каде што воедно се запознавме и со протеините, како дел од составот на храната. Да се потсетиме. Зборот протеин потекнува од грчкиот збор протеус, кој што значи прв, односно првобитен. Тие се застапени некаде околу 10 до 20% од вкупната тежина. Можеме да кажеме дека и се главен дел во молекуларната организација на клетката. Протеините се макромолекули, изградени од јаглерод, водород, кислород, азот, меѓутоа кај некој може во составот да влезе и сулфурот или фосфорот. Нивните мономерни единици представуваат аминокиселините. Здравиот организам може да синтетизира 10 аминокиселини. Овие аминокиселини се нарекуваат есенцијални аминокиселини, кои што се внесуваат токму преку храната. Која е нивната важност? Учествуваат во формирање на ткивата и органите, создавањето на клеточните структури, влегуваат во структурата на ензимите и хормоните, учествуваат во процесот на растење, како и за здравувањето на раните при повреда. На овој слајд токму може да се забележат некои од поважните функции на протеините. Токму на оваа слика доволно е да се знае дека протеините влегуваат во составот на клеточната мембрана, или дека протеините се многу важни во процесот на заздравувањето на самите рани. Понатаму, влегува во составот на хормоните. Еве токму тука даден е хормонот инсулин, каде што белковината, односно протеинот, е неговата структура. Или пак ензимот се изградени всушност од белковинска или протеинска структура. Пример, можеме да ги споменеме дигестивните ензими, односно ензимите за варење, кои што учествуваат во процесот на хемиското разложување на храната. Протеините во исхраната. Многу е важно протеините секојдневно да се внесуваат во исхраната, бидејќи се од многу големо значење за здравјето на човекот. Инаку, самиот извор на протеини може да биде од растително или од животинско потекло. Пример од животинско потекло се застапени во јајцата, во млекото, млечните производи, во рибата, а додека од растително потекло присутни се, например, во сојата, леќата и мешунките. Сето тоа ни говори дека исхраната е многу важна за здравјето на човекот и употребата, односно конзумирањето на наведените продукти е од големо значење. Како активност за овој час, можеме да направиме едно тестирање на протеините, односно во прехранбените продукти од животинско или од растително потекло со помошта на биоретовиот тест. За таа цел го користиме биоретовиот раствор, кој што е син по боја. На овој сталак гледаме 4 епровети. Во едната од нив има вода, белка од јајце, јогурт и млеко. Пред да започне пробата,
Значи, продуктите се ставени во самите епровети, капнуваме 1 до 2 капки од биоретовиот раствор и после извесно време забележуваме сино-виолетово обојување. Сино-виолетовото обојување представува доказ за присуство на протеините во прехранбените производи кои што ги испитуваме, односно тестираме. Што е заклучокот? Правилната исхрана значи треба да ги вклучува сите хранливи материи потребни за здравјето. Токму тука зборувавме за протеините. Видовме дека се важни за растот, за обновувањето, влегуваат нели во составот на хормоните, ензимите, во составот структурата на клетката и така натаму. Доколку имаме недостиг на одредена хранлива материја, тогаш може да настане болест. Која е вашата домашна работа? Обидете се и пресметете колку грама протеин треба да внесуваш секој ден според твојата телесна маса. Се надевам дека потребни информации можете да најдете и на интернет, токму поврзани со вашата домашна работа. Ви благодарам на вниманието. Се гледаме во некое друго видео.